изгледа еден растурен череп од овој што е пред нас, е од праисториски период. Има делови од коските на главата и од мандибулата. Лицето не е овде, не се наоѓа тука, бидејќи се тие многу стари черепи вообичаено не имаат лице. Моја задача е како препаратор на астолошки материјал да ги спојам деловите онолку највише колку што може, за да може да се извлечат најповише информации кои ги извлекува нашиот антрополог доктор Фаница Велјановска. Откога ќе ја завршам јас мојата работа, тогаш реконструираниот череп завршен од после делови изгледа овака. Да речам, сега би можело да се каже условно дека тој е завршен и оваков еден череп е спремен за понатамошна обработка од антропологот, а во овој случај беше припремен за реконструкции кои ги направи нашиот скулптор Среćko Јовановски. Со тоа што вие кога го посматрате подолго време ги посматрате черепите, јас кога првпат бев вклучена во оваа работа не гледав дека тие черепи имаат свој лик. Подосна кога подолго време гледате во нив или соработувате, да речем, со нашиот антрополог, тогаш ќе гледате дека секој череп има свој лик, како што секој човек има свој лик. Тие такви ликови нашиот уметник ги нас овде не ги долови, почнуваат од овие базични, не знам како би ги нарекла, базични, да речем, остатоци на човекот, да излегуваат вистински ликови. За нас беше една неверојатна работа. Целата работа започна во разговор со Фаница. Она ми предложи да се направи некоја реконструкција на глави, на лобањи. И тогаш ја некако ми беше малку чудно, сум слушал дека тоа се работи во светот, меѓутоа ми стана некој предизвик. И тогаш ја почнав да се концентрирам на тоа, да размислувам у тоа и ја прифатив таа работа и веќе почнав да работам. И што е се интересно за нас? Тоа е дека лобањата е една конструкција, еден темел на глава, една база, од која не можеш да избегаш едноставно. И тогаш се подсетив и на академија, првата вежба што ни ја даде професорот на академија за портрет, тоа беше лобање. И тогаш како млад студент некако сакав да работам одма глава. Меѓутоа, сега ми е многу јасно зашто он инсистираше да се работи лобање, бидејќи тука е целата конструкција на портретот на човек. Нормално не можеш 100% да дојдеш до некои заклучоци, да си сигурен, меѓутоа негде 80-90% негде зависи, можеш приближно да дојдеш до некои резултати кои ќе го долови тој лик. И постои нешто што кога ќе почне да се појавува тој лик, те возбудува нешто, као да откриеш нешто непознато. И тука треба да се уклучи една интуиција при крајот, кога ќе више ги заврши сите оние работи кои се по една строга дисциплина на лобањата, почнува да оној дел кога треба да се употреби на мала интуиција, машта, да го осетиш, би рекол повеќе, каква била таа особа. И тука е можда една таа моја мала креативност. Иначе другата работа е типично школска, академска работа со една голема дисциплина, со познавање на анатомија, пропорции, да се држиш стриктно за тие едни пропозиции кои ги носи портретот као дисциплина.
Секоја од нив имаше свој лик, имаше своја физиономија, имаше свои овие антрополошки карактеристики и ние сите доживеавме да се судриме со нашето минато на векови наназад и мислам дека нашата Република Македонија со оваа изложба и со овој начин на делување во услови во кои живееме и работиме, доби една репрезентативна изложба и потврда на многу големи квалификации на двајца луѓе. Едниот антрополог од една струка, а другиот академски вајар, може би еден од најголемите, не знам дали би го смела да кажам, бидејќи јас работував со него на овој начин на кој се работував, не сум видела пред тоа како работат вајари и за мене тоа беше нешто ново и повторам дека ова е врзано за општества кои се побогати, имаат повише материјални средства и можат овие работи да ги работат, а кај нас со помалку средства е мислам направено нешто што дури и они со поголеми пари не би можеле тоа да го направат. Копиите кај нас во музеот на Македонија се работат врз оригинали. Така да секој експонат има своја проблематика по форма и по материјал. Некои се доста крхи, порозни. Времето го направило своето, така да тие се конзервирани. Меѓутоа треба да се направи калуп што по-безболно, да не претрпи предметот некои шокови, некои оштети. Сега ова е една мала божица која јас по неа ја измоделирав за да биде по-комерцијална, така по-приступачна и по цена и по димензии и е така доста постигнат по-комерцијален ефект. Виничките икони, како едно откритие во Македонија, кој беше сензационално тоа време, прв пат кога ги видов, некако ми изгледа многу примитивни и очекував дека тоа. И со текот на времето почнав да откривам квалитети, некои ликовни кои, не знам, тој човек што ги правил, веројатно не размислувал многу, мислим, на овој начин како што размислуваме ние денеска вајарите, али зрачи од нив една искреност, една спонтаност, една структура која го плени човекот. Површината е доста рустична. И јас кога требаше да направам копии на нив, ги посматрав и се обидував да предпоставам како, на кој начин се правени во тоа време, за да што подобро и поавтентично ги ископира. И имаше некои трагови, не знам, видов дека тие биле репродуцирани и во тоа време правени во повеќе приморици. Зашто ги употребувале, не би навлегувал ја во таа тема, не сум археолог, бидејќи се најдени некои оттисци од животни на некои икони, од птици, од животни, некои шапи, кои покажува дека тие биле, како што едно време се правеа цигли, се сеќавам како дете, па ги сушеа, па случајно некој ќе ги нагази.
И по тоа видов дека тие биле правени во калупи, а не знам во какви калупи, дали тоа биле веројатно глинени или дрвени калупи, не знам. Меѓутоа тие се правени во негатив, па после се репродуциране на еден начин како што се прават денеска и тоа циглите. И тогаш решив да тоа биде на сличен начин. И бидејќи денеска технологијата нас ни овозможува на полесен начин, тоа гипсот е еден материјал кој многу добар е за репродуцирање на индустријата, се употребува со гипсени калупи, се лијат теракотни производи и така натака. И нормално. Проблемот беше како да се извади првата копија, малку деликатно, но некако со отисок на глина, полека со некои мои моментални снаоѓања, изуми, како би рекол, и се излегува првите икони, после баравме правата глина за да добиеме бојата и после тоа почна да се усовршува, да ги патинираме и така натаму. Ne znam, može Srećko lesno da se definira. Mislim, što on kažem Srećko na Jovanovski, ga prihvatam jedan način izražavanja kod poblisku prijateljski i kod sorabotnik i veoma blizok. Stalno misle da ako treba da se raboti na zajedničko delo i nešto se funkcionira, to je situacija ili prirodna ili nevozможna. To je kao preferens igre. Ako imate igrača na isti način, niste imate igra, ako ne, nemate. Srećko je igrač koji možda igra na različitim nivoima, što je veoma retko i veoma značajno za našite uslovi. Znači, možda prihvati da reagira profesionalno, ljudski, na mnogo različitih situaciji, da ostane igrač i da ne izbacuje samog sebe u prvi plan, a da delo ostane pozadnje nego, ako go prihvatimo da ga gledamo kao takav. Za razlika od mnogo situaciji ovo sistem cel na vrednovanje, gde sami autori prava prikaz ili dram ili za sebi ima sistem, Srećko ni sopstveno energija ne vložila da ga pretvori to ovo sistem, a mislim da je to nezasluženo, jako sigurno je glavna kritika, nego što to nego pokreće, da jedan čovjek koji ima u sebe ta sposobnost, to majstorsko znanje, način reagiranja na dati kontekst, način da prihvati različiti nivoje igre i da to profesionalno izvede do kraja, a da sačuva integritet onih pored njega i dela, da samo njegovo delo koje je raboti ima vrednost apsolutnu i da ne remeti usputno nego diže okolne elemente, to su veoma retke sposobnosti, ne samo ovo područje nego i po široko. Može bi i Srećko da uložuvaše malo poviše od taj angažmana ili da ga razbiraše sistem dok je čuvaše kada dadeše poviše, ali mislim da je on u principu zadovoljan čovjek. Zato što su ga raboti su pune energija, go raboti pošteno, iskreno i sve drugo što bi go pravilo možda bi dobio na jedan plan, bi izgubio na drugi. Znači ima jedna, kad Brana Crnčić, jedna fina prikaska, kaže nekog pogodi cilj, promaši sve ostalo. On ima svoja celca i tamo je pogodena, živi smireno, može da zaspije, može sekada da se pojavi kao autor i da potpuno stoji od društveno jaki autor i da stoji bez situacije da se isplaši da li mu je tamo mesto. To što ne je smjesten tamo gdje je stvarno mesto, to će se ispraviti, to će ispravi vreme, će ispravi situacija i on će najde svoje pozicije. Mislim da on u toj aspekt čovjek koji je izvanredan sorabotnik, čovjek koji zna problem, čovjek koji može da reaguje na kontekst na pravi način i koji ne dramatizuje svoje stanje. Znači on ga prihvata kao prirodno stanje stvaranja. Za jedan problem, recimo,
imate kod mnogo autora situaciju da se plaše narudžbine. Ja stalno tvrdim da sve što je istorija umetnosti je naračeno, je ušlo u istoriju, ne sve što je naračeno ušlo u istoriju, ali sve što je ušlo u istoriju je naračeno. Tako da, jako postoji stalna situacija, 2000 godina imate investitori, imate ljudi što zna da rabate. Samo 50 godini ti ljudi živjeli u zajedničko vreme i to je vreme renesanse. Pre toga mrak, posle toga noć. Mislim da kad Srećko nedostasava jedan sistem koji ih uključi, nedostasava pravi investitor, nedostasava kritičari i ljudi koji toliko ga pretvara to zajednički imenitelj, pa da dobije zasluženo mesto. Ali mislim da nije ni kasno, da on ima pred sebe nezavisno od toga ima vreme i na kraju to što izraботiti ki se vredne, ki go vredno pravi situacije, pravi merila. Imate vi trenutne hitove koje smo zaboravili mnogo kratko, imate vrednosti koje po neko vreme dođe na izražaj, a ono što ne se razbudilo. On jednostavno rabati svoj deo, živi svoj život, kako ga vredno, to je problem sistema i društva. To što ako ne je vredno izgubilo je društvo i sistem, ne Srećko Jovanovski. Tako da mislim da Srećko nema nikakav problem i da sigurno je najde mesto mnogo izraženije i mnogo jasnije nego da ga sad vrednujemo. Figura na dama od pred 2700 години е секако во вистински раце. Тоа е денес провокацијата која си ја има земено Сречко на себе, да од остатоците откриени со нашите археолошки истражувања и со помош на неговата креативност и скулпторска способност извлече тоа што за нас беше само провокација. Ни кажа дека се работи за исклучителна особа погребана на исклучителен начин и после сите проучувања, денес е тоа веќе известно во науката, публикувано, веќе афирмирано и поприличен значаен момент од нашата културна историја кој се вика Паонската свештеничка од Марвинци. Значи на неа беа откриени такви предмети со такво значење и со таква уметничка вредност и култна вредност, што и даваат карактер на свештеничка во заедницата, во локалната заедница од 7 век пред новата ера, особа со посебно место и улога во таа заедница, која била поврзана со практикување на култот на сонцето. Сите предмети, а тоа се стотици предмети кои таа ги носела на себе,
било како приврзоци, било како висулци, како амулети, било како алатки, вулгарно кажано за нејзината секојдневна култна активност како свештеничка, зборуваат за предмети кои се во служба на одредени религиозни сваќања и дејанија поврзани со култот на сонцето. Во рацете држеше еден огромен предмет како што е кандилото во христијанството наше, меѓутоа на таков начин наредени, врзани разни членчиња во форма на приврзоци еден за друг, на крај да носат една чашка во форма на макова афионова чушка во која откривме остатоци од афион, од катран од афион. Многу елементи има кои се уште не се поставени на нејзиното тело така како што ги имаме откриено во изворна положба, меѓутоа кога сето тоа ќе биде направено и кога сето тоа ќе помени низ очите, низ умот, низ емоциите на Сречко, ја верувам дека ќе биде еден од многу популарните предмети афирматори на нашето културно наследство. Тоа ќе биде многу интересно, не секојдневно. Затоа сакав да... На почетокот се плашев да не испадне некој кич, меѓутоа, кога почнав да работам, видов дека се работи за нешто многу по-сериозно и ако стварно пристапам скулпторски, ликовно, доста јасно, дека ќе од тоа може да испадне многу убава скулптура. Секој детај, секоја форма од овие, секој детај, секој е сам за себе као скулптура. И сега сето тоа да го склопиш во една целина, треба многу концентрација, многу голема концентрација. Не можам секогаш да работам. Морам да бидам стварно одморен, сконцентриран, за да можам да имам концентрација, за да го измоделирам бар до некаде тоа, а глината не ми дозволува многу да влегувам во некоја филигранска, мислам, обработка на тие мали елементи кои ги има оваа скулптура, декоративни, што би рекол, драперија, па една глава која е мала, која морам да ја сватам. Пропорциите ги одредив некако по некоја интуиција, не сакав да направам една обична особа која е наредена со никакви джиджири-миджири, мислам, народно речено. Меѓутоа, кога ги изложив тие пропорции, доби скулптурата една друга димензија, една возвишеност, доби нешто као... Ја баш така го осеќам, сега не е тоа е мој осеќај, дека морам да направам нешто во таа фигура, да внесам нешто во таа фигура што ќе делува некако божански, не знам, духовно да зрачи нешто од мене. Друго што би рекол за фигурава, долг врат има, така и она и целата е некако издолжена, за да добие една грациозност, за да се стреми кон небото, а долниот дел е некако поврзан со постаментот, драперијата се поврзува со постаментот. Сакав да добијам дека таа израснува таа и фактички, мислам, таа не постои, она веќе не знам колку векови долго
И она сега се излегува од земјата, као да излегува од земјата и повторно ја гледа светлоста. Си помислува тој на оние кои цел живот само копаат и прокопуваат. Самоораат и ја преоруваат земјата и се прашува: што копаа и што копаат тие? Што ора? Што бараа од вековите? На што се надева? По што копнееја? Да не да им додаваа нови стебла на гората, да не му додаваа нови звезди на небото. Стои тој во сенката на големото име на својот народ, знае: полека мелат Божите воденици, побавно штрака штичката над левакот, полека се истура плодот врз каменот и знае тој дека при ова се вели: дајте да запееме за поголеми нешта, да запееме на семенката, на жртулецот да му запееме, на она кое не продолжува да му запееме. Зашто тоа ги содржи сите облици низ кои ние нивното потомство минуваме. Семенката не памети суден ден со кој се заклучува нејзината историја. Затоа, да и запееме на семенката, да им запееме на оние кои само копаа и прокопува и кои се подлабоко ја сокрива и заштитува иднината.